Има ли некој? Здраво. Значи има некој. Како е, добро утро? Здраво. Дечки, окей вака? Едва и се качив на столчево. Не знам што разборам че. Која си ти? Ти кој си? Дој да видиш. Се знаеме ли? Предпоставувам по гласот не. Добре, еве како се викаш? Ведран, како си викаш ти? Не да. И ти имаш убаво име. Како се чувствуваш? Многу добро. Во ова денешно време мора да се чувствуваш малце и добро. Како се чувствуваш? Моментално? Да, моментално. Па да ти кажам, пред камери не сум толку... Не сум за пред камери. Сега и јас добив едно прашање. Ајде. Опиши се себе во една реченица. Само критична и критична кон она што се случува околу мене и нас. Ти одлично се снајде. Јас една реченица, една книга ќе ми треба да се опишам. Пријателски настроена, сакам да запознавам нови луѓе и да шетам во природа. Тука мислам дека беа више две реченици, ама добре. Како ќе се опишеш ти? Срамежлива. Авантурист. Може збор, така. Имав сусрет со кит. Вау! Како ти беше чувството? Ке судев, ама добре. Која е најбавата работа која никој ти ја кажал? Вау! Која е најбавата работа? Ja размислувам, ќе се потрудам да не дам одговор, а немам одговор. Вај! Па зар никој не ти кажал нешто убаво? Не, многу мина ми кажуваат убаво, затоа Кога ми кажа дека јас сум најубавата приказна за одредена личност. според Вака. гласот и имал зошто да каже. Благодарам. Моите внуци, кои ќе ми кажат, бабо, многу те сакам. За мене најубава работа е кога луѓето ќе си ги кажат чувствата кон некого. Едни мали рачења од 3 години, кога ќе те гушнат и кога ќе ти кажат дека те сакаат и дека си им све во животот, тоа е најубавата работа што некој ми ја каже. Благодарам. Кој да е сега од другата страна, нека се пази од прашањето. Од што се плашиш? Од што се плашам? Се плашам кога мојата сопруга ќе земе воланот во раце и да ме вози. Искрен одговор беше. Само да не го слушне онава. Искрено да ти кажам, не се плашам од ништо. Се Лажеш. шалам. Од што се плашиш? Од голема длабочина. Пливач сум, ама се плашам од длабочина. Пливаш? Да, ама не многу длабоко. Прво се плашам од лоши луѓе. Од нечесни луѓе. Убаво е да не се плашиш од ништо. Така е. Сето да биде чист, убав, да живееме сите убаво, да не се плашиме од ништо. Кој комплимент би го дал на личноста со која зборуваш? Да размислам само. Добра, имаш 2 секунди да размислиш. Не ја гледам, меѓутоа сметам дека е комуникативна, бистра и- Тенке. и тоа. А кои комплименти ќе ги добиам од тебе за мене? Ајде да видам одговор. Имаш убав глас, фониче. Треба да се потрудиш за да добиеш комплимент. Сепак сум биталчанка. Што мислиш, како изгледа личноста која што се и до тебе? Мал типс. Вау! Рековте дека сте баба, така? Да, баба Дека сум. имате внучиња. Имам 5 внучиња. Може би имате проседена коса, да не се љутиме сега. Имам. Нели? По средни години дека добро изгледа и дека има брада. Желбата да имам брада и мустачи постои, затоа и можда гласот така е. Сведен жилет се речам 3 години. Може да значи дека имате брада. Како мислиш дека ме опишува мојот глас? Колку години би ми дала? Па би ти дала околу 30 години. Погодив? Мислам дека сте во средни години. А тоа што значи? Што да кажам? Ќе видиш наскоро, ако не дозвол. Инаку, што ќе правиш утре? Па утре сум слободен, можеш да го оставиш бројот на камераманот, па да ти сеам. Ај, како ме? Прашањето е што ќе правиш утре. Добро, јас погрешно го сватив. Аха. Што ќе правиш утре? Опа, Ке дојдат внуците, па ќе одам во продавница или на пазар ќе одам, или ќе прошетам со точекот. Заминуваш за Битола? Да,
освен ако не се промени планот. А ти? Па не знам, би можеле да пиеме кафе на Широксока. Повели. Да, сега што да речем. Има уште прашања, ние веќе сме далеку. И пред публика флертуваш. Ама дај, па. Вака, прашањето е мощно интересно. Стигнавме и до официјално најтешкото прашање. Што правиш за да го оставиш светот подобро место за живење? Ау, прашањево. Интересно прашање. Не знам. Не знам во животот што може повеќе да направиме. И па што правиш за да го оставиш светот подобро место за живење? Глупо е да кажам ништо не правиме. Не се трудиме, да. Не сум размислувал одамна за ова прашање. Ја искрено али го поставив. На вистина да се замисли човек. Периодов собирам заштитна опрема за здравствените установи. На вистина? Ама мислам дека не правам доволно, треба уште да се направи. Не знам дали е доволно. Работите дефинитивно може да бидат подобри. Многу ми е мило што од другата страна најдов на некој многу сличен на себе и се надевам дека ќе придонесеме и светот и земјава да стане едно многу поубаво место со многу поемпатични луѓе, со развиени позитивни вредности. Почнав од самиот себе, мислам дека тоа е за почеток она што ми е потребно. Добро е тоа што кажува прво од сами себе, а понатаму? Ова ќе биде вајрал 100%. Само се надевам дека ќе не нема гафови никој.